јас сум Горан од порталот Работник. Вие денеска имате можност да гледате уште едно видео издание интервју. Овој пат денеска со нас се Жарко Краус, кој што е член на председателството на ССЕРИ, и Васко Перчаковски, кој што е председател на истиот синдикат. Тоа е самостојниот синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија. Овој синдикат е при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија. Здраво, Жарко и Васко, овој пат вака заедно сме. Здраво, Горан. Здраво. Благодарам за искажаната можност и интерес покажам од вашиот портал, за да можеме да искажеме нашите ставови во однос на состојбите со кои се соочуваме како синдикат. Фала ви што се одзвавте на поканата. Верувам дека ќе биде ова во корист и во интереси на сите работници, на пошироката јавност, па затоа ги правиме овие интервјуа, да се слушни, да се разбере што е она кое што се случува во приватните компании, низ јавната администрација. Во случајот вие сигурно имате спорови и ситуации со кои што се соочувате, па сега накратко, ако сте во можност, ние имаме спремно неколку прашања во врска со пресудите кои што ги имате како правни постапки против АДСМ. Колку такви пресуди имате вие? Во основа ние имаме повеќе пресуди добиено на основен суд и потврдени истите на апелационен суд. Што значи тоа дека се тие веќе извршни пресуди. Можам да набројам многу, но само би издвоил неколку, односно би издвоил најважната која не е материјална, а се однесува за возможување на слобода во синдикалното здружување и организирање. Пресудата е потврдена од апелационен суд Скопје. За жал, работодавачот не се одважи да постапи по истата и да ни овозможи да работиме како синдикати и да ни задржува членарина. Практично нас не е скратено правото да членуваме во синдикат. Така, значи тие пресуди кои што веќе ги имате вие добиено, не се почитуваат од раководството на АДСМ? Не се почитуваат. Некои ги имаме дадено на извршување, за некои имаат постапено, да се разбериме, значи не дека стрикно за ниедна не постапуваат, него не постапуваат селективно, како ќе му одговара, како ќе се одлучат, така си постапуваат. Инаку за секој извршување, нормално дополнителни трошоци, материјални трошоци, и сите тие трошоци се направени од живот на работниците, практично од живот на државата, пошто ние сме во собственост на државата. Вашиот синдикат во неколку наврати има истакнато дека на раководството на АДСМ им пречи таа синдикална активност. Како гледате вие на сето ова? Не знам инаку како би гледал, него директно попречување на слободоумието и синдикалното здружување. Не можем инаку да го објаснам фаворизирање и формирање на нов синдикат мимо дејноста индустрија, енергетика и рударство во просвета, истиот тој синдикат да делува за работниците за енергетика, рударство и индустрија. Не знам инаку како би кажал него да биде освен само пандан или подложена рака на раководството, кои би го имале под контрола. Имате спомнато дека сакаат од раководството од АДСМ да го згасне вашиот синдикат. Која е причината за тоа? Практично и тие се обидува да не згаснат со цело ова попречување, со цело незадржување на членовината, тие се обидува да го згаснат нашиот правен субјект. Причините не ги гледаме други, освен причина за згаснување на едно слободумно синдикално здружување, доброволно синдикално здружување, на работници кои единствена цел им е подобрување и зачувување на работните места. Значи, би сакали председател сега на синдикатот да се обрати. Јас ќе видам тука за ако треба нешто за плюс прашања. Благодарам, Жарко. Васко, повелете. Во последниот период зачестено е прераспоредувањето на работници од една
подружница во друга со изговор за подобрување на работниот процес во новата средина. Конкретно, значи, велиме дека е тенденциозно, затоа што повеќето прераспоредени работници се дел од нашето претседателство на синдикатот. Конкретно, колегата Грков од подружница енергетика е прераспределен на работно место 100 километри подалеку од неговото родно, односно живеење, што значи тука ги нарушуваме и семејните вредности, не добиваме ништо. А уште поабсурдно е што на новото работно место каде што е прераспределен, значи во подружница Река Осломеј, која веќе подолг временски период не работи, значи можеби и 1 година, апсурдно е преместувањето за подобрување на работниот процес. Ние изнајдуваме начини, значи во борба, не борба физичка, туку правна борба, и сите овие предмети ги спроведуваме во надлежните институции. Конкретно за колегата Грков, значи инспекторатот за труд, значи ја поништи одлуката на раководството на АДСМ за негово распоредување и го врати на старото работно место, но за жал раководството се уште не ја спроведува одлуката на, значи, инспекторатот, односно на институциите. Исто како што не ги спроведува и судските пресуди. Можете да ни кажете малку во врска со Законот за безбедност и здравје при работа, согласно с новата биолошка штетност. Дали тој закон се почитува? Јас во кратки црти, конкретно за мојата работна организација, значи законот, како закон, може би е добар, но во средината каде што ние се наоѓаме, пошто е површински коп, значи многу е тешко спроведување на законот. Значи во тие норми како што е зацртан. Така. Тој дел толку. Да. Господине Васко, кажете ни дали се доволни според вас мерките за заштита од COVID-19? Дали се спроведуваат тие во предпријатието? Значи мерките како мерки се доволни, ама никогаш доста. Значи доколку можеме да спроведеме и други мерки, значи не е на одмет. Конкретно, буквално конкретно во мојата работна организација, значи мерките можат делимично да се спроведат во простори кај што има административни работници, доколку работниците што работат на терен е скоро невозможно да се спроведат мерки. Конкретно, за пример, работодавачот во пик, значи на епидемија, има доделено само по 2 маски, значи не се ни N95, не се ни никакви. Истите работниците ги носат. Спроведувањето, значи, на мерките е невозможно. Конкретно ќе ви опишам ситуација. Во кабина на багер, значи багер, во текот на денот се сменуваат 3 екипи, 3 посади. Значи, таму имаме дезинфекција еднаш неделно, што значи може да се спроведат мерки да се после секоја смена да се дезинфицира просторијата. Така, дали вие можеби имате некакви мерки предложено за заштита од COVID-19? Значи, ние како синдикат, значи во неколку наврати пробавме да оствариме средба со раководството. Значи, од нивна страна ни беше возможено во еден период, ама во тој период, значи, јас конкретно бев невозможен пошто бев позитивен на COVID-19. Потоа во неколку наврати пробуваме, значи, по писмен пат да договориме средба, до сега не наидовме на разговор. Добра страна е што ние, значи, контактираме со овластени куќи, односно стручњаци што ни вршат обука и имаме предлози што можеме да му ги понудиме. Конкретно имаме и стручњаци што ќе бидат со нас, што ќе му ги понудат мерките, се во интерес за работниците. Одлично.
Ви благодарам, Васко, ви благодарам, Жарко, за одвоеното време. Фала ви за тоа што бевте дел од ова интервју и се надеваме дека нареден пат ќе имаме исто можност вака да споделиме со нашите гледачи. Благодарам се. И вас се најдобро. Фала ви, поздрав.